Добар ден, почитувани. Стартуваме со уште едно издание на Црвена линија. Верувам дека сте сите подготвени за учество во денешната дискусија. Еве и зашто всушност ќе зборуваме денес. Власта и опозицијата остануваат на своите позиции по однос на уставните измени. СДСМ. Зошто да се откажеме кога сме на прагот? ВМРО ДПМН. Трнливиот пат што го имаме изодено ние нема крај. За заглавувањето на процесот, СДСМ ја обвинува опозицијата и ја нарекува несериозна, а од ВМРО ДПМН бара да има заштитен механизам дека оваа отстапка ќе биде последната. А од Европската Унија се очекува до нова година да има промена во Уставот. СДСМ и ВМРО ДПМН не може да се договорат за датумите за одржување на председателските и парламентарните избори, а камоли за промена на Уставот. Дали во новата година ќе влеземе со променет Устав? Како ви се чини? Ќе ги добиеме, верувам, од вас одговорите и вашите ставови по однос на темата за која што ќе дискутираме, но и секако тука ќе ве потсетам дека имаме уште едно прашање кое што можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Денешната анкета на Црвена линија гласи вака: дали пред нова година ќе имаме променет Устав? Ќе имате две опции за одговор. Едната е да, не, ќе кликнете онаму каде што е вашиот одговор, а јас секако, како што и редовно го правиме тоа по рекламите, процентуално ќе ги соопштам резултатите. Тука неминовно е да ве потсетам дека целата оваа дискусија, еве така изгледаме ние на Инстаграм стори, значи прашањето уште еднаш, дали пред нова година ќе имаме променет Устав? Да, не, две опции за одговор, кликнете онаму каде што е вашиот одговор и меѓу другото продолжете ја дискусијата или пак префрлете ја, подобро да речам, на нашите профили, како што се Црвена линија на Facebook и Twitter, профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите, и она што останува е да ве потсетам, токму тука можете и да коментирате, шернувате и лајкнувате. Секако издвоивме и од коментарите, односно од статусите кои што ги имаат објавено твитерџи, како и да е, ние сме подготвени, а јас верувам дека сте подготвени и вие. И секако како за подсетување да не заборавам, сите вие кои што ве охрабрувам, ќе одлучите да се вклучите во Црвена линија, имате во предвид дека од технички аспект задолжително е да го намалите тонот на телевизорот по вртењето на 02307 0005 и со мене да зборувате само преку телефонската слушалка. Па веќе ако некој го заврте телефонскиот број, време и да ни ги даде одговорот на денешното прашање. Добар ден. Ете го телефонот звони. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, одлично ве слушаме. Вака, ова е веќе лото. Значи сега кој што да поверува, ова буквално е лото. Сега дали ќе попушти опозицијата или нема да попушти, тука мислам, хајде да биде не, меѓутоа може и да биде да, не може. Јас буквално не можам да се одлучам затоа што тука е политика. Во политиката не можете ништо да знаете до последен момент што се случува. Така да имаме демократија, имаме политика, така да тука кај нас све во секој момент може све да се случи. Сега мислам дека не, меѓутоа пак не сум сигурна, не можам да дадам некој точен одговор. Затоа што да ви кажам, ова со промената на Уставот, фактички, самата власт не сака промена на Уставот, по моје мислење. Затоа што Европска Унија бара реформи. Реформите треба да ги направи оваа власт. Власта не ги прави реформите, а бара промена на Устав. И сега ја не може никој да ме убеди дека тука е крива опозиција и народ. Значи, кога ти треба да направиш нешто, направи реформи и после барај промена на Устав. А они барат прво промена на Устав без реформи. Сега, дали Европска Унија би префатила промена на Устав без реформи? Значи, овдека е да ви кажам некоја голема игра. Кога Европска Унија прифаќа промена на Устав без реформи, значи овдека е веќе нешто друго. Кога вие го променувате Уставот, а не правите реформи, што правите? Народот го донесувате во заблуда. Значи да биде како сака Европската Унија, а другото реформите нека си продолжат како што е. Благодарам многу. Вие сте и првата гледачка која што во денешно издание го проби мразот, што останува секако да ви порачаме и да продолжите да не гледате.
Продолжуваме да ги слушнеме следните одговори. Добар ден. Добар ден, Тинка, Катинка, ти детелинка. Благодарам многу, уште среќа да носам и добро ќе биде. Да. Прашање, јас се дали пред поздравувам. нова година ви се чини дека ќе имаме променет устав? Слушајте сега. Јас сум еден од тие што веќе главата ме боли година дена секојдневно слушајќи ова да се направи промена на уставот или да не се направи. Ја не знам Васа како може така да биде упорна. Вие ако ме замолите нешто, јас ако одбијам, ќе ме замолите уште еднаш. Трет пат, четврт пат, мислам дека ќе дигнете рацете и ќе знаете дека секогаш кога ќе ме молите за некоја работа, ќе добивате негативен одговор. Ова превоѓа во досада. Да беа некои други народи и покрај тоа што законски не следува да влезат во уставот, за овие како да кажам, главни наши непријатели не би се сложил да влезат во уставот. Тие и кога ќе влезат во уставот, мислам дека уште по-жустри ќе бидат да не кошат да влеземе во Европската унија. А Европската унија е далеку. Замислете, вие идете на вежба во теретанине. Имате една бесконечна лента. И кога ќе се качите на таа лента, одите напред, али лентата ве враќа назад. Е така прави нашата држава со ова Европска унија. Големо благодарам за вашето учество во денешно издание на Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, ака сум ја, Тинче. Да, вие сте на линија. Секако па еве, дали до новата година ќе влеземе, дали во новата година ќе влеземе со променет устав? Како ви се чини? Нема да влеземе. И не смееме да влеземе. Не ве слушнав, што кажавте? Ете, веќе одговоривте. Прашањето е дали во новата година ќе влеземе со променет устав? Нема да влеземе, нема попуштање. Ова влада не заслужува, пошто не е праша опозицијата за ништо, ја уништи Македонија, системски, економски, правдено, небезбедност и све натаму. 120 години вчера славеше Турција од постоењето на уставот, не е сменет. А ние во овие 33 години 8 пати го сменуваме уставот. Неопходни ли се бугарите да влезат? Едни фашисти да ги местиме? Нема. Нема потреба. Друго, голема честитка и многу убаво да си помини Гордана, што се смилува да ја пуштат невина што лежеше у затвор, а виновниците надвор. И затоа ова влада ќе си оди што Како ви се чини, како ќе се одвиваат работите до нова година? Кои се вашите прогнози? Ќе си видиме наставот, за да не се отвора уставот. Само да биде со едно гласање, а не и парламентарни и председателски да бидат избори. Во никој... Така, големо благодарам за јавувањето. Одиме понатаму и да видиме какви одговори ќе дадат следните гледачи. До сега имавте можност да слушнете како коментираат на нашата тема досегашните гледачи кои што се вклучија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Дали се во Црвена линија? Да, и ви испраќам голем поздрав. Сега вака, од Кавадарче јаво. Поздрав и до Кавадарче. Не иде у обзир тоа народ македонски кој сака. Значи, до нова година не иде у обзир и нема мањање на уставот. И секако ВМРО ќе добие за следните избори и тоа предвремени да има и тоа подкепнал. И да му се каже јасно знаење на Ковачевски и овој на полицијата Чвесвасовски и Тава Џафери дека со промената на власт одмah ќе одат во затвор во Идризов се знае. Кажете ми сега вака, како ви се чини вас лично, до нова година што ќе се случува? Кажете ми сега вака,
И не е намален тонот на телевизорот? Ете, Еве, видовте како изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот. Навистина ве замолувам сите останати кои што во продолжение ќе се вклучите. Тоа е да биде прва техничка работа што ќе ја сторите. Секако не го гасите телевизорот, само го намалувате тонот. За да нема ехо и повторување на оно што го зборувам, а секако и нема да ви биде јасно, нема добро да се слушнеме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Па како ви се чини, како ќе се одвиваат работите до нова година? Дали во новата година ќе влеземе со променет устав? Не, нема да влеземе, пошто Европската унија ќе се растури. До нова година ли ќе се растури Европската унија? Ќе се растури. Колку така? Тоа дека Македонија да влезе, Европската унија ќе нема. Тоа е, тоа жити, тоа се работи. Јас мислам дека тие само барат некаде да отворат војна, да го продават оружјето. И тоа е тоа. Тина нема, не оваа држава е катта држава. Држава да прави од убава држава до оста држава. Не да бе, ади, тоа е невидена катастрофа со Македонија. Тоа е, не знам, сега колку почна треба да вам. Опсе, како опсе бе? Опсе, ќе го возам. Нека си дојде се возил. Возил да буде. Ама ајде, тоа е тоа. Само паѓата, живете по-токтина. Благодарам многу и му бидете поздравени. Вие секако станете да не гледате и понатаму. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Како да е добро, сепак во време траењето на црвена линија даваме предност токму на вам кои што директно се вклучувате. Пред да преминеме и на Твитерџи и секако на коментарите кои што веќе ги имаме на профилот на црвена линија и ме потсетувам сите вие можете да продолжите со коментирање на социјалните медиуми, секако шернување и лајкнување. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Одлично, ако се слушаме, па како ви се чини, дали во новата година ќе влеземе со променет устав? Тинче, се е можно, но јас не би сакала да влеземе со променет устав, затоа што овој устав е добар за граѓаните на Македонија. Така имате уште време, околу 60 на секунди. Значи, све што ќе, ако секоја промена не чини за македонскиот народ. Значи, уставот е супер, тие што си живеат во Македонија си се стајни уставот и се окей. А еве како ви се чини, како ќе се одвиваат работите до нова година од оваа позиција? Па, до нова година, значи, како све што се менува до сега на сила, ја мислам дека ќе се менува, пак, ама кој го прашува македонскиот народ? Никој. Сметате дека еве ние ве прашуваме секако, а верувајте слушаат. Имате ли уште нешто да додадете? Ништо, све, да сме живи и здрави, да си дочекаме и нова година, све, само да бидеме живи и здрави и среќни и задоволни, тоа. Благодарам многу за јавувањето. Истите желби ги имаме и ние како редакција кон сите гледачи. Да останете во добро здравје и секако со нетрпение очекуваме што повеќе да ве имаме во секоја наредна дискусија, па така и во ова. Ајде да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ајде, добар ден. Секој добро и вам. Па еве, кои се вашите прогнози во однос на тоа што ќе се случува до нова година и дали во новата година ќе влеземе со променет устав? Да, ќе влеземе. Милом или силом, овие што се на власт, ќе го сменат уставот. Јас гарантирам со 5 кила крв што имам во организмот. Пошто лани се сеќаваме прехрани кога беше некој закон што донесува, никој не ги прашуваше, ни ВМРО, ни пратениците, никој. А 2 месеци се, чим наумиле власта да го сменат уставот, да влезиме ние да му кажат на европејците, еве, ние се ќе се смени. Ама дали ќе рипа народот, дали ќе рипа опозиција, све тоа џабе. 2 месеци, сега 800 станокот да помини ова што е на ОВСЕ,
што се потрошени многу пари и некоја се... Значи, ќе се смени, гарантирам тоа. 2-3 секунди за ова што толку пари се потрошени за возила. Па колку ние фирми имаме во Македонија? Може од секоја фирма по едно, сигурно секоја фирма добра има по еден Мерцедес или по еден Пасат. Земи го на заем за 7-8 дена. Плати му наш шофер што ќе дежура, што ќе разнесува. Сигурно со пола пари ќе заштедевне. Ама лесно му е на некој, да не именувам кој е одговорен опšte, да не спомнам име, распиши тендер, потроши колку 960-980 и никому ништо. А можеше, имаме еден куп возила, Мерцедеси, Пасати, Масати и може. Благодарам многу за јавувањето. Име колку за подсетување фокусот на денешната тема на црвена линија е тоа дали во новата година ќе влеземе со променет устав и според вас кои се прогнозите, што е она што ќе се случува до нова година. Добар ден. Дали се слушаме? Ајде во меѓувреме да не биде дека во празен простор повторуваме добар ден и така натаму. Секако ќе ве вклучат од режијата, само намалете го тонот на телевизорот, уште еднаш еве ќе повторам, па ќе преминам онаму каде што можете да продолжите со коментари, шернување и лекнувања. Значи, црвена линија, вака изгледаме на Facebook, ова е нашиот профил, сега ќе можете да видите како изгледа и нашата објава. Секако дали во новата година ќе влеземе со променет устав е прашањето кое што го поставуваме и на оние кои што не следат на Facebook. Па еве и ќе почнеме со коментарите. Еве интересен коментар на Игор Јанковски кој што напишал: "Здраво, поздрав од Игор Јанковски од Бировско." Поздрав, Игор, до тебе. Секако во врска со зациментираните позиции на опозицијата во врска со уставните измени, според мене истиот став на опозицијата тешко да се промени, особено сега кога изборниот процес ни е пред праг и очигледно е дека тешко ќе се издействуваат уставни измени, барем во овој парламентарен состав. Моје лично мислење е дека не се спорни истите уставни измени со внесувањето на така наречените бугари во преамбулата на Уставот на Република Македонија, туку спорна е негаторската политика од страна на Бугарија кон нашата земја, а во исто време спорно е и исто така што од нас се бара отварање на Уставот како услов за преговори со Европската Унија, што не е пракса промена на Устав пред членство на земјата кандидат во Европската Унија. Според мене ние никако не треба да отстапиме од нашата стратешка цел и тоа е полноправно членство во Европската Унија како заедница што промовира демократски општества и уште со самото преговарање со Европската Унија се отвараат фондови за поддршка на земјата кандидат во реформите што треба да ги спроведе земјата кандидат на нејзиниот пат кон Европската Унија. Но исто така сметам дека треба да се внимава и на достоинството и на националните интереси на Македонија и македонскиот народ на патот кон ЕУ. Поздрав до целата екипа, поздрав Игор и до тебе и еве сега кој има и одговор на коментар на она што го пишал Игор, Дамјан Белчовски кој што напишал: Игор Јанковски, така е, новинари не треба да обвинуваат опозицијата за кочницар за во Европската Унија. Кај нас проблем е корупцијата, невладењето на правото, криминалот, нефункционирањето на институциите и така натаму. Затоа се потребни избори. А ние да слушаме што понатаму ќе одговорите токму вие на 023070005. Добар ден. Добар ден, Македонија. Дали во новата година ќе влеземе со променет устав и како ви се чини, како ќе се одвиваат работите до нова година? Да, ви поставуваме прашање, како и на сите гледачи. Па, мислам дека со оваа власт уште 50 години да владеат без пречин, уште 50 години никогаш не би влегле во таа Европска Унија, пошто за да влезеш треба да имаш силна, стабилна држава. Со оваа власт се е хаос во Македонија. И замисли, тие, значи, како неспособна власт, што прават хаос на секаде, во здравство, нема учебници, нема комбиња за брза помош, хаос на секаде да не редат. И са тие обвинуваат, викаат, опозицијата не кочие анти-ЕУ, анти-НАТО. Абе, луѓе, овие од СДС, дали памтите дека 99-та година запали американска амбасада, тоа беше про-НАТО чин, про-ЕУ чин, кога запали американска амбасада, или кога 30 години плачат по комунистичка
Ај кажете ми сега вака, според вас, што ќе се случува до нова година? Кои се вашите прогнози? Јас ги повикувам тие кои сте имали пратеници од СДС во парламентов, ако имаат чувство на срам и на одговорност, и ако мислат на своите деца и идни генерации, нека бидат достојни луѓе барем во овие неколку месеци до изборите, пошто секој предавник во наша македонска историја бил на магарешка клупа и за жал и неговите идни генерации се пишани како предавничка фамилија. Затоа ги добронамерно им велам овие од СДС нека мислат, па и овие министри ве малцак имат чувство и доблест, се колнеа во Македонија, се колнеа во деца своји. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Па јас тврдам дека ќе има, значи пред нова година променет устав, ама не е нагласено која година. Јас тврдам дека 2023 година пред нова година, пред 2024 година ќе влеземе со променет устав. Значи за 1000 години ќе се стрпиме и може тоа со променет устав ќе влеземе, иако и овој устав сега у моментов, во овој 21 век, не ми се многу допаѓа, затоа што е рамковен устав, значи по Охридски терк, рамковен, и плюс устав кој е што малцинството команда со мнозинството. Така да и овој би го менјал, али сега под ваков притисок на овие западњаци, наречено на Америка, кој е светски шампион и уствари како светски силежија на планетава Земја, тешко дека ќе се смени, не дека има многу доерва во овие ДПМН. ДПН уствари пак ќе се лееле, стално грешам тоа ДПМН го кажувам. Не заслужуваат Македонија, македонци. Али има огромен притисок од членството. Огромен притисок. Значи, јас сум разговарал со ДПН-овци кои се радикални и Мицко, малку витка опашката пред нив. Он би драге волја, он гледаш на секој начин се гледа да им удоволи на американците, ама нема да им успее здраво. Благодарам многу за јавувањето. Внимавајте си како и на тајмерот 90 секунди се исклучува автоматски. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добро, одиме сега веќе со Твитер заедницата, еве и нив ќе ги вклучиме, па можете на нив да се надоврзете, односно нивните коментари, може би со нешто од нив ќе се сложите, може би не. Како и да е, Антонио Маседонија напишал, владата станува додевна со темата уставни измени, но избори ќе има, уставни измени не. А ние вас ве прашуваме дали во новата година ќе влеземе со променет устав, и што е она според вашите прогнози до нова година, како ќе се одвиваат работите во тој период? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, Тина. Добар ден, ве слушаме во црвена линија. Слушаме, Тина? Да, повелете. Па вака сега ќе почнам. До нова година не знам дали ќе биде променет уставот. Ама големиве сили што сакаат, тоа си прават и по нивно мора да биде. И дали СДС кога е на власт, ќе се промени уставот или после ВМРО пак исто мора да го промени уставот. Нема шанс. Дека сите бенефити знаеме од кај ги зијаме. Од Европска Унија и Америка. И тоа што се мора, не е ни тешко да го направиш. Ќе се направи сега, овие партии конкурираат само колку кој да победи на избори. Тоа со уставот, со ова, под бугарски диктат, под овој диктат. Знаеш што е карактеристично, Тина? Например, за нашиве две партии, ВМРО и СДС, никој пат немале заеднички став. 33 години, кога се однесува нешто за државата, 33 години немале заеднички став. Нив е само борба да дојдат на власт, кај што е буџетот огромен, кај што има тендери и толку. Ја не ги рачунам државнички партии. Ја мислам дека државата би процветала да ги нема овие три партии. ДУИ, ВМРО и СДС. Озбилно ти кажам.
Тина, и утре ќе ти се јавам. Пријатно. Така, ве очекувам и подоцна да ни се јавите во Заврти на Тилма. Се уште е можноста нели да се слушнеме во Оптек. Како да ја благодарам за учеството. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Па и вие сте во црвена линија. И сега какви се вашите прогнози? Како ви изгледа, како влески имаме во новата година со променет устав? Вака, прво да ве поздравам. Се уште е убав ден. Голем поздрав и до вас. Да. Вака, моето предвидување е дека ќе има промена на уставот до 24 година, пред нова година. Меѓутоа, зависно од менито, дали оваа власт ќе има шведска маса, зависно од масата, шведска маса со морски плодови и икс други работи, коктели или пијалоци. Тешка ни е ситуација, да ја сакам малце да се понашалам со сите. Така да, ако не направиме промена на уставот, ќе настане другата. Опозицијата ќе треба да даде мени. То менито значи друг систем на храна. Сите и две што кажа претходниот гледач, тие двете партии не се државнотворни партии, секој гледа за себе и затоа ја ви го презентирам менито. Зависно од менито и така ќе добијат они. Ако опозицијата добијат од колачот, ако им се свиди од шведската маса нешто, можда ќе попуштат и ќе дадат. Ако не, кога ќе дојдат тие на избори, за 2 месеца, 3, ќе настават ново мени, ќе дадат и со нивното мени, ако стигнат до двотретинско мнозинство, тие ќе го променат уставот. Со 2 раце им гарантирам опозицијата дека ќе го промени. Меѓутоа, секој чека мени. Знаете што значи, драги мои сограѓани на Република Македонија? Мени. Ве поздравувам и посакувам убав ден. И ние сега го ви посакуваме убав ден и продолжете да не гледате. Ајде со Твитерџи уште малку секако ќе ги вклучуваме заедно со вас додека тече дискусијата. Катерина Климовска напишала вечерва. Председателка на Европската комисија во Македонија. Ова е твит од 29 октомври и напишала: многумина изненадени дека нема да се сретне со опозицијата. Молењето и убедувањето е завршено, дечки, уставните измени се реалност со самото потпишување на договорите со Грција и Бугарија. Јолов и одговорил: уставни измени се лагани, се реалност. А како ви се чини вам реалноста до нова година? Дали во новата година ќе влеземе со променет устав? Добар ден. Добар ден. Добра вечер, Македонија. Добро вечер. Па мислам дека нема шанси да се смени уставот, пошто би било веќе безгранично виткање кичма пред секој душман на Македонија. Би сакал ваш новинар или било кој новинар во Македонија секогаш да ги праша во овие СДС на пресконференции кај ви е крајот? Дали имате мерка во предавства кон Македонија и македонскиот народ во слободна Македонија? Дајте да се навратиме на темата. Она што ми е важно, вие лично, слушајте ме, вие лично, како ви изгледа, како ќе се одвиваат сега состојбите до нова година и по нова година, што ќе се случи? Овие од СДС се научени на тортура, на уцени, на закани, потеса, пола, пона, на секој патриот македонец. За нив патриотизмот во Македонија е штетно, нешто одвратно, одбивно, додека секое предавство, еве да речеме Љупчо Георгиевски или било кој, Тодоров, додека беа македонци за Македонија, ги мразеа. А стана предавници, сега се најдобри за нив. Значи, секој патриот за СДС е нешто најлошо. За нив се е обратно. Доброто е замразено, злото е прифатливо за СДС. Таква сорта се зажал. А каде е опозицијата еве во приказната? Да не биде да зборуваме само за едната. Опозицијата, кога беше власт дефне Македонија, македонци со фабрики, со достојно бранење и во овој момент, во сегашноста, не во беше сега? Како ви се чини? Како ќе се постави еве опозицијата до нова година? Како ќе се одвива? Достојно македонски, јас ги публикувам достојно македонски да се постава. Така, мора да зборуваме на темата. Значи, она што е најважно, прашуваме вам како ви се чини во моментот, како ќе продолжат да се одвиваат работите, односно до нова година. И дали во новата година ви се чини дека ќе влеземе со променет устав или не? Добар ден.
Добар ден, Тина. Добар ден, баба Руска, како сте ми? Јас сум многу добра, прибидејќи сега јадев пица джакома. Така, значи ви уживавте во награда од заврти на Телма. Денеска ја добивме и јадевме, еве пред мене, уште не е кренат од масата, ама не ќе да испуштам да рети звонам. Одлично. Вака сега додека уживате во наградата од заврти на Телма, вака во овој момент како ви се чини, што ќе се случува до Нова година и дали по Нова година ќе влеземе со променет устав? Види, Тина, би требало да не влеземе и поручувам на опозицијата, како што било до сега и од сега да се брани, да не дозволи. Зошто да влеземе на тој начин ние у Нова година? Ајде нека влезат бугарите, нека влезат грците, па после ние. Па како е таа Европска унија што сакаме тамо да одеме, кога тие прво не оценуват? Зашто нивните членки не ги признават малцинствата, ако е тоа причина за нас? А ние се признаваме и се уште наѓават. Значи, сакат да не избришат у историјата. Тоа нема да не успее, па не знам што да прават. 500 години турците биле тук, успеавме и стеравме, али не можемо вие наши предавници да ги стераме. Што е ова заклетва, бре? Стани цела Македонија и надвор да ги нема. Благодарам многу, баба Руска, за јавувањето. Уживајте си во вкусната награда освоена од заврти на Телма. Се разбира, подоцна по црвена линија ќе имате можност сите вие повторно да се слушнете со мене и идете како баба Руска да гледате веќе утре црвена линија со некоја вкусна можеби награда од заврти на Телма. Но оние кои што завртеа во црвена линија денеска ги прешуваме. Како ви се чини што ќе би се случува до Нова година и дали по новата година ќе влеземе со променет устав? Добар ден. Добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте. Вака јас ќе кажам. Ако се сеќавате, што ќе се случува до Нова година? Се сеќавате како му рече Ахмети на Таче, како до сега. Значи немаме право на промени, немаме право. Додека се овие лопови таму, ништо не може да се направи. А уставни промени, многу тешко. ВМРО е столбот на Македонија. И тие што се околу ВМРО треба да знаат, ќе се бориме до последна капка крв. Убаво попладне, пријатно. Благодарам, убаво попладне имајте и вие. Продолжуваме понатаму. Дали веќе го имаме следниот гледач? Да, добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам ви посакуваме. Благодарам. Па вака, прво, промени во уставот не се прават секој ден и од денес за утре. Сепак тие промени, за да се направат, прво треба да има основа. Зашто ќе се промени уставот и во кои делови и зашто ќе се промени. Значи треба да има цел. За мене лично уставот е, значи букварот, кога учев јас прво одделение, почнав со буквар почнавме. А почнувавме од А па до Ш доаѓавме. И на крај беше букварот го изучиме, читанката е наред. Наука ќе збираме како мали пчели мед. Така е за мене и уставот. Значи, кои сите оние кои работат на промените на уставот, на потребите да дојде некој си нов член, значи нешто, значи уставот е жива материја, каде што, значи, сакали или неќеле, некој моменти, некој значи дел мора да се промени, нешто да се додаде. Ако нешто сме видели дека не е во ред, ќе го одземеме, ќе го тргнеме и така. Затоа не би јас така го размислувал како другите, никако не може оно. Зашто да не може? Значи, тоа не е нешто, значи, што не може да се промени. Се може, само, значи, мора да постои консензус. Значи, не само големите партии. Овдека треба сите партии да учествуваат со свој представник или како ќе биде, значи, да дојде до промена, мора сите да се сложат. Благодарам, поздрав. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушаме во црвена линија. Дали сум на линија? Да, ве слушаме во црвена линија сте. Видите, дали ќе има промена на уставот до Нова година? Право, сите грешно зборува. Уставот не се менува.
пак ќе биде устав на Република Северна Македонија. Тоа да му е јасно на секој еден од овие што се јавува. Ако ВМРО не прифати да ги внесе овие во клаузулата, таму другите малцинства кои го има потpuno истото право, ВМРО на овие избори што идат наредни ќе добија само 30 пратеници. Народот ќе му го, граѓаните ќе му се осветат за тоа. Тие нека не се ладат со топла вода. Јас гледам овие што кажува овде. Со уставот не се менува. Само во преамбулата се проширува со тие малцински заедници кои има исто право како што има и ние, и вие како што имате, ево ти, во Титовска си имаш тие права, јас ги имам тие права, и другите, оти да нема и тие права. Тоа е најголемата грешка, прекашно, секи пат го зборувам. Слушам и само вистина, слушам и се. Значи, луѓе не знаат што збора. Луѓе така зауздени кои, јас го гасам и телевизором, не ми се праќу такви луѓе муабет. Тоа 1000 пати е му кажано. И само бугарите, абе бугарите ќе го кажат своето. Тие настрана се бугарите. Сега ние да станеме демократско општество за секој еден граѓанин. И да продолжиме понатаму да се збогатуваме. Европска унија ќе ни помогне во тоа. Благодарам многу за јавувањето и секако и за вклучувањето. Ева и уште еден твит, повеќе да наречам твитер дискусија помеѓу една македонка и Герасим. Една македонка напишала: "Прозорецот ми е отворен, децо, да се джитнам во Европската унија." Прашува, а Герасим одговара: "Не те примаат без уставни измени." Една македонка пишува: "Како нема да ме примат и уро ќе играат." А дали ќе имаме променет устав по нова година и што ќе се случува до нова година, кои се вашите предвидувања, ќе слушнеме сега. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до тебе. Огромен поздрав и до вас секако. Па не може да има ако нема и од бугарска страна нешто реципрочно, нешто да покажат добра волја, а не оде да нудат по 300 евра ако го смениш презимето. Значи, и за другите 4-5 народи не е проблем, ама за народ кој ништо не те признава, не го признава малцинството во Македонско во Бугарија, не може да има промена на уставот. И тоа е невозможна работа. Ако ги ставиме, ние треба да се откажеме од Асном, значи две контрадикторни работи. Или Асном треба да го бришеме, а бугарите ги ставиме во уставот, или Асном да се остане, а тогаш бугарите не може да влезат во уставот. Не може да екзистираат тие две работи. Како не разбираат луѓе, не ми е јасно. И што е тоа толку проблем за Европската унија покрај сите проблеми што ги има сега, и безбедносни, и финансиски? 3000 бугари се проблем за Европска унија, дали ќе влезат или нема да влезат во уставот? Тоа ли им представува проблем за да ни дадат почеток на преговори? Не е видено нешто. Покрај сите светски проблеми, не знам, главата кај ми е, до 3000 бугари им дојде на европјаните. Ајде срамотилаци, значи врска нема да има, ако нема подадена рака од Бугарија, нема да има. ВМРО ако ги прифати, тек тогаш ќе нема ни 10 пратеници. А вака ќе има од 55 до 60, ако не ги внесе бугарите во уставот. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Одлично се слушаме, во црвена линија сте. Вака сега. Соломонско решение во овие уцени што не ги прави овие душманиви од Запад, Соломонско решение е да ги ставиме бугарите во уставот, но откако ќе влеземе во Европска унија. Значи, отом потом. Затоа што само слеп човек не гледа дека не оценуваат 30 години, го прават тоа што не го прават на ниедна земја, да смениме име, знаме, идентитет, преку овие предавници од историска комисија ќе ни ја сменат историјата. И што сакам да кажам? Значи, тие не сакаат Македонија да постои. Сакаат голема Албанија и голема Бугарија да ја поделат Македонија на два дела. Тоа е очигледно. И како ви се чини до нова година што ќе се случува? Но нашиве треба да бидат паметни. Соломонско решение важи, ќе ги ставиме во уставот. 2 збора ќе додадат. И
тоа да биде откако ќе влеземе во Европска Унија. Ова што ги пуштаат од ВМРО тие што беа судени во затвори и така натака, да не испадне некој таен договор за да се дигнат два прста за промена на уставот. Не сме тоа да го дозволи. ВМРО е последниот браник на постоењето на македонската нација. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твит. One Pick напишал: протести на пензионерите имат секој ден. И ниту една телевизија не известува, а напишал, ама затоа за уставни измени слушаме по 5 пати секој ден. Тука ќе подсетам дека секако Црвена линија дури и цели теми посветува на пензионерите. Но како и да е, одиме понатаму да слушнеме што ќе додаде следниот гледач во оваа дискусија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до Илма телевизија и до тебе. Голем поздрав и до вас. Комисијата што преговара со Бугарија треба да се распусти. На Норвешка и на Исланд и во моментот имам трема, не знам на која друга држава и понудија влез во Европската Унија, тие ги покажа своите црвени линии до каде треба да одат. И повеќе ни еднаш Европската Унија не ги притисна ниту Норвешка, ниту Исланд. А нас овде ни прави фестивали и циркуси. Бугарите не можат да влезат во уставот, затоа што македонското малцинство во Бугарија не е признаето. А се согласувам со претходниот гледач, ми ги зема зборовите. ВМРО треба да застане на браникот и да го брани македонскиот идентитет. Ако се откажеме, тогаш се откажуваме од АСМОМ и од сите други работи. Поздрав и се најдобро. Поздрав и се најдобро и вам и големо благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, одиме понатаму. Еве уште еден твит, ова е од 25 октомври. Герасим има напишано: антиевропските СДС и ДУИ го блокираат патот кон Европската Унија и Европската еднина на нашите граѓани, туркаат државата во изолација, затоа што уште од мај имаат сигурни 80 гласа за уставни измени, а не ги стават на гласање. Па тоа што ве прашуваме во ова издание на Црвена линија, дали ние во новата година ќе влеземе со променет устав и што ќе се случува до нова година? Кои се вашите прогнози? Добар ден. Добар ден. Дали се исклучи гледачот? Ќе имаме ли можност да вклучиме уште еден или да преминеме на оно што задолжително следува? Еве, ќе се обидам уште еднаш, ќе речам добар ден. Добро, како и да е, одиме со реклами. По рекламите повторно во Црвена линија, во оној дел каде што пред да ги соопштам резултатите од Инстаграм стори анкетата, да ве подсетам уште во овој момент да не заследите на Инстаграм и веќе во утрешната анкета да земете активно учество. А што се однесува до денешната анкета, еве ги резултатите. Инстаграмче одговорија вака на нашето денешно прашање, дали пред нова година ќе имаме променет устав. Со да одговорија 26%, а со не одговорија 74%. И како што напомена во текот, особено на ова издание на Црвена линија, што би се рекло, направивме мала дегресија, подсетување дека за многу кусо време јас ќе застанам до магичното тркало, кое што носи многу вредни награди. Па еве денес само ќе ве подсетам дека и ќе ве подготвам со прашања кои што секако ќе се случат во ова денешно издание. Забележете ги, бидејќи во среда, како велат среќен ден, имаме награда фрижидер. Па запишете: со кој филм Емир Кустурица ја освои втората златна палма? Потоа има прашање: низ која држава тече реката Лена? Кој го игра Робин Худ во истоимениот филм на режисерот Ридли Скот? Еве ви уште едно прашање: кое дело го напишал Достоевски
за да ги исплати коцкарските долгови. Кој град го изградил рускиот цар Петар Велики? Царски и во одлично расположение ќе се поминеме. Секако ве поканувам, особено вас од Црвена линија, и тука и ви се заблагодарувам за учеството, но ова нека не биде нели крај на нашето слушање, туку веднаш што поскоро еве да ве слушнеме и во заврти на Телма. Идеш со своите фрижидер.